Поречи си 10 дена и неетење, закани со тужби, злоупотреби на општинскиот информативен портал, бегање од укажаното од ЗНМ со изговор бараме модалитет за огласот, цела недела навреди кон политички неистомисленици, Златко Марин го повлече огласот за платени, наградени новинарски стории. Што е ова, ако не признавање дека постапил неетички, дека објавил неетички своевиден подкуп за новинари и за медиуми? И токму морално поразениот Марин повторно го злоупотребува порталот. Информацијата за повлекувањето не постои како посебна содржина. Иста како и огласот. Ја нема како посебна вест, на соодветно место и со соодветен третман. Не е видлива информација за сите, туку е зацкриена во еден мал агол, веројатно со намера брзо да исчезне. Затоа пак информацијата, онаа спорната за распишаниот оглас, се уште стои на истото место, не е тргната како информација, се уште привлекува внимание на новинари и на медиуми заради високите понудени суми. Ке ви покажам за момент. Ова е принтскрин од порталот на Општина Аеродром. Ова е јавниот повик за новинари и за новинарски надпревар. Овдека во овој агол е мала информација од една реченица дека огласот се повлекува. Почитувани, Златко Марин не е во состојба ниту спортски да признае вина, да постапи на вистина како што доликува, да го отстрани огласот како содржина на порталот, а информацијата за повлекувањето да ја стави на првата страница како што доликува, за да ги информира навремено медиумите и новинарите да не се поведуваат по претходниот оглас. Тоа што посебно загрижува е што во информацијата за повлекување никаде не стои како и зошто е донесена таа одлука. Одлуките објавени на информативниот општински портал мора да содржат образложение зошто се донесени и што е поводот за нив. Тоа Марин и неговата општинска партиска администрација што го води интернет порталот на Аеродром го знаат, исто како што знаеа да дадат образложение за распишување на огласот. Така е, Марин, сега останува да им објасниш на тие во политичката администрација вдомени во општината за да го присвојат општинскиот портал за партиски потреби да одговорат за повлекувањето на огласот на истите прашања кои што ми ги поставуваа лично до мене преку општинскиот портал. Ке пренесам неколку за пример. Да речеме, дали повикот за новинарска сторија е повлечен затоа што е прекршена некоја законска одредба, или дали сега со повлекувањето сметате дека треба и Европската унија и други меѓународни или невладини организации да не распишуваат повик за да не влијаат врз уредувачката политика. Доблесно е и Златко Марин по повлекувањето на огласот да ми се извини за квалификациите пренесени од општинскиот портал како квази новинар, зависен новинар, последен што има право да се повикува на етика и на морал во новинарството, упатени лично до мене. А тоа да содржи и одговор. Дали со тоа што укажав дека огласот е неетички и е своевиден подкуп, се уште сметаат Златко Марин и неговите во администрацијата дека тоа се паушални обвинувања и папагалско повторување на малверзации, како што ми напиша во соопштението на Општина Аеродром, или тие на вистина се претворија во вистина. Неговата администрација очекувам преку ист формат како и навредите да ми се извини посебно. Марин сега останува да исплива и вистината на договорот вреден 73.000 евра, склучен со маркетинг агенција.